Главен таргет се најпогодените. Знаете дека веќе управуваме со бројки кои што значат погодени над 30% компании заради поддршка на работните места и работниците преку плати кои што се движат од нето до бруто плата 14.500 до 21.778 денари, најсиромашните. Секако ќе ги видиме категориите кои што навистина веќе беа помогнати. Сите во првиот пакет беа активни баратели на работа, вработени до 15.000 денари, младите, студентите, ваучерите што ги дадовме, картичките и слично. Овие денови се дават навистина помош од 6.000 денари на трансакциона сметка, на пензионерите до 15.000 денари, на пасивните баратели на работа, на самохраните родители и слично. Апелирам до институциите пред се за центрите за социјални грижи за навремено ажурирање и прифаќање на жалбите на самохраните родители, заради тоа што државата располага со слаба евиденција на самохраните родители и апелирам на максимално широко толкување за самохран родител, за да може да бидат офатени сите категории. Во буџетот има доволно пари за да се помогнат сите со по 6.000 денари. Апелирам максимално до сите институции, а веројатно и денеска работат на пролонгирање рокот 25, за да може сите овие пари да се искористат, како што и апелирам до сите корисници на оваа помош од пари кои што се на сите нас граѓаните, да парите ги користат за купување на домашни производи и услуги секако, а заради тоа што на тој начин директно ја помагаат домашната економија. Сега следува процес за време на празниците на консултации со синдикатите, со представниците на другите социјални партнери, на костопанските комори и така натаму, за навистина највнимателно да ги таргетираме најпогодените. Смислата е токму тоа. Државата има проектирано средства и за буџетот 2021 година, но и платите од декември, кои што ги исплаќаме, ќе се исплатат некаде средината на јануари 2021 година, така да сите ресори скоро имат своји резервари за помагање, во зависност од проблематиката која што ја помагат. Односно, конечната порака е испрекем до граѓаните дека државата, преку владата, парламентот, председателот на државата е тука, за да им се најде на сите погодени граѓани да им биде од помош. 1 милиарда и 150 милиони евра се поделени пари по сите основи, кои што досега се развија како пакети и продолжуваме понатаму, секако со надеж дека ќе дојде вакцината, ќе заврши целото ова во првото тромесечие, ќе се видат првите ефекти, а во првото полугодие да се збогуваме од ова чудо или како го викавме невидлив непријател, кој што навистина го промени животот на сите. Имаме горчина во душата за изгубени животи и сме насочени навистина како да помогнеме и на тие семејства, пред се во приоритетите на вакцинацијата и во други сите елементи, така да пораката е таа. Државата постои заради граѓаните. Ние сме тука, финансиски сме ликвидни, финансиски сме солвентни, нашиот народ навремено си ги плаќа своите давачки, државниот буџет е стабилен, овие денови ќе излезат и конечните податоци за завршување на годината. Но сето тоа што го следам, имаме едно комплетно рекавери, односно возобновување на македонската економија, ако бидеме паметни и навистина сето ова што министрите, градоначалниците го работиме како подготовка, ќе направиме еден убав рестарт на пролет на нашата економија, заради тоа што имаме многу предности. Работиме на тоа и верувам дека ќе ни даде еден убав квантен скок за брзо да се вратиме сите во нормала и да имаме една предност поголема пред земјите од соседството.